Здраво, дечки! Доредовте на Board Game Adventures каналот. Денеска ќе ви ја презентирам играта Lock Up. Прилично интересна игра, која што се игра од 1 до 5 играчи. Трае околу саат до саат и пол најмногу и вие сте како главен на една од бандите во затворот кои што се борат за превласт. Неколку класи од животињи или суштества се наоѓаат натре во затворот и вие предводите со една од нив. Па да видиме што се случува. Значи играта почнува со тоа што на секој играч се доделуваат сет од вакви тајлчиња кои што представуваат една од класите. Значи имате гоблин, гнол, имате инсектоиди, имате коболти и багберс. Значи, како што реков, играта може да се игра со 5 играчи. Си ги добивате тајлчињата кои што се од вашата класа и како што гледате има различни вредности на нив. Различните вредности представуваат тоа дека тој тајл има одредена бројка која што ја представува внатре во собата која што ќе биде асајниран. Има неколку соби, тоа се вежбаоница, sewers, инфармари, смити, комишари, не знам како се вика точно, чаухол, селблок и библиотеката. Значи, тоа се овие 7 до селблок се онаму каде што ги асајнирате вашите тајлчиња. Осмата, односно библиотеката, ќе ви објаснам малце подоцна како функционира. Значи, секој играч може да земе по колку сака тајлчиња и фейсап да ги постави во одредени соби. Кога сите ќе направат пас, тогаш завршува рол кол рундата, односно кога ќе немате веќе тајлчиња за поставување на мапата. Исто така битно е да се каже дека може да се постават и 2 тајлчиња по ваш избор некаде face down. Што значи вашите противници нема да може да видат која вредност на тајлче сте ја ставиле во таа соба. Кога ќе постават и другите играчи во одредени соби, се завршува првата фаза, или тоест кога сите ќе направат пас, се завршува првата фаза и следи зимањето на ресурси. Како што може да видите, во секоја соба се зимаат различни ресурси. Например, овде гоблините имаат вредност од 2 и 4, 6. Плюс окцето, ќе ви кажам малце подоцна зашто важи окцето, но во овој случај гоблинот има 6 вредност во таа соба, што значи дека би земал награда на прво место, значи би земал 3 зелени коцки. Инфармари е празно, но доколку би имало некој од играчите ставено, тогаш тој што има поголема вредност ја зема првата награда, односно 3 плави коцки. Тој што има најмалку, односно што е последен по вредност, зема 1 плава коцка. Во смитито, откако ќе се превртат сите тајлови, се собираат и оној кој што има најголемата вредност од сите тајлови, тој ја зема првата награда, а вториот во овој случај, не последниот, вториот ја зема втората награда. Овде се може да си земете било кој ресурс, вториот менува еден било кој ресурс за друг ресурс и останатите играчи два било кој ресурса за еден ресурс по нивни избор. Чаухол е интересно, бидејќи првиот дава еден ресурс за да земе еден од овие гунс, што се наместени на мапата. Како што може да видите, тие горе лево даваат различни награди или шилдови, кои што се скоруваат различно според картите кои што ќе ги земете на крај. Односно, според ајтемите, има некои ајтеми што ви кажуваат што да скорувате, има некои од самите гунс ви кажуваат кои шилдови да ги собират и така натаму, додека пак има некој гун што едноставно ви дава различни ресурси. Во селблок
Доколку имате ставено, тогаш си бирате да искрафтате еден од овие ајтеми. Значи, првиот секогаш го крафта оној ајтем кој што тој ќе го избере. Не може да се крафтаат по два ајтеми, првиот крафта еден, вториот крафта втор ајтем, доколку имате некој ајтем што ви се допаѓа и сакате да си го резервирате. Исто така, кога ви дојде редот, може да го направите тоа, и ако ги немате ајтемите за да го искрафтате, што значи дека ќе дадете еден ресурс и да си го заклучите еден од овие ајтеми, да си го трнете на страна, па кога ќе имате ресурси да го направите. Во случај, како што е овој, например, првиот зима две бели коцки, вториот со 3 вредност, првиот со 5, вториот со 3 вредност, зима една бела коцка, третиот не зима награда и тој оди во библиотеката. Кога ќе дојде во библиотеката, значи, кога ќе дојде ред да се скорува библиотеката, му се дава можност да се извлече две од овие library cards. Имаат различни поволности што ги даваат, но ќе извлечете две, си задржувате една, која што може да искористите кога сакате, кога е ваш ред. Црвените коцки, односно exercise yard, ви го доделуваат first player маркерот. Тоа е ова Bullhorn, кој што ви дава да бидете прв на редната рунда, кога ќе се ставаат тајлчињата, односно да бидете прв во roll call рундата. Исто така, оној кој што е прв овде зима една црвена коцка. Црвените коцки си ги ставате на вашите плеер борди, односно овде, што ви означува колку е јачината на овој тайл. Како што може да видите, тука има боксче и тука има боксче. Првиот зима една црвена коцка, вториот зима една црвена коцка, разликата е тоа што првиот го зима и first player маркерот, третиот, четвртиот и петиот не зимаат ништо и одат во библиотеката да си земат, да се прочитаат нека книга. Уште една работа, само да кажеме, сигурно се прашувате што се овие овде коцки, тоа се suspicion tokens, односно сумливи токени. Тие се ставаат кога ќе излезе еден гун со црна коцка, се ставаат на она место каде што е излезен таков гун, и доколку немате ставено токенче со окце, на тоа место еден suspicion токен оди на вашиот player board, тие носат минус поени и кога ќе се истрошат овие сите suspicion токени, без разлика дали на вашиот player board или на мапата, тогаш се започнува со рейд. Рейд е момент кога джандарите ве фатиле дека правите сумнителни работи и почињаат да ве на еден начин прогонуваат. Кога ќе се испразни овој suspicion pool овде, со овие коцки, тогаш се дешава рейд фазата, но за таа ќе ви објаснам малце подоцна. Доколку завршила рундата и сите направиле пас, се слушува фазата патрол, значи поминуваат джандарите по собите, гледаат што се случува, односно се врши рифил на ајтем картите, се гори една гун карта, другите се поместуваат на лево и доколку е потребно, еве како во случајов, се додава еден suspicion токен. Кога ќе се испразни suspicion местото, односно suspicion poolот, се дешава рейд. Оној играч кој што има најмногу suspicion коцки, оди минус 6 поена, вториот оди 3, третиот иде 1 поен назад и повторно се враќаат во сториџа, но овие што се веќе асајнирани на одредени соби не се враќаат во пулот. Значи си остануваат таму кај што си се. Откако ќе се рефрешираат ајтем картите, си ги враќате вашите токени, односно тајлчиња, и се игра уште еден круг. Значи, вкупно во играва трае 6 круга, што значи дека имате 6 шанси да воспоставите ваша доминација во затворот.
Главниот скоринг се случува од овие айтем карти овде и овие картички овде. Значи, има три вида. Едната е лидер, односно најчесто е оној кој што прв достигнал некаков услов. Endgame, тоа е она што се скорува на крај. Instant е она што се скорува во истиот момент. Значи, сите си бараат различни услови, има мали туциња од нив кои што може да се мешаат и секоја игра да биде со различна цел на овие карти. Нешто мал скоринг има и од Гунс, како што може да видите џуџињата, доколку соберете 2, ќе имате 7 поена, 3, 12 поена, 4, тоест 5, 18 поена и така натаму, што реално многу ретко се случува. Има и некои гунс што ви викаат колку коцки имате, толку поени, колку црвени коцки имате на вашиот плеерборд, толку поени ќе ви се рачунаат на крај. Има едноставно некои што директно ви даваат 2 поена и тоа е целта, значи сите овие гунс што ќе ги земете и айтем картите си ги чувате и тие се скоруваат на крај, освен инстантот кој што се скорува веднаш. Мислам дека вие доловив од прилика играта, сепак можеби има некои пропусти во правилата, затоа би ве советувал да си го прочитате рулбукот за подетално да видите што точно се случува. Играва реално ми е до некаде интересна, ради тоа што едноставно е малце чуден механизмот на кој што функционира. Треба да воспоставувате као area control, може да се каже, затоа што со вашите талови сепак го правите тоа. Најчесто има интересни дебати во врска со превртените токени, која вредност ја ставил вашиот противник, дали некоја јака вредност па ве тера да ставите и вие нешто за да ви го земе ресурсот, или па ви лажира, ви блефира, му треба друг ресурс, таму ги ставил намерно прекриените, кои што се со мала вредност, за да ги истрошите вие вашите со голема вредност. Но сепак на крај се сведува до айтемите и тоа е малце така не rewarding, заради тоа што одма може да видат противниците на што алудирате, на кој айтем ќе одите да го купувате со само неколку поставувања на тајлчињата, одма се гледа кој айтем сакате да го земете и пробуваат да ви наштетат. Ми се допаѓа тоа што има многу интеракција. Значи, буквално се тепате еден со друг, кој кај да стави, што ќе стави, па некој ќе дое, ќе истори цела рака, значи сите тајлови од денаш ќе стави во една иста соба, ако ептер му треба тој ресурс или чисто онака пошто може. Така да, од страна на добрите квалитети на играва е тоа дека има интересна интеракција. Јас сакам игри кои што реално можам да им наштетам на другите, пошто поинтересно ми е кога го нервирам мето кога играме, иначе зашто да играм. Уште ако победам, тоа е плюс. Тоа е бонус. Едноставно играва е не премногу комплицирана, едноставно се учи, нема многу правила, значи рулбукот е некои 7-8 страни, повеќето од нив се слики. Сега за лошите страни. Лошата страна е тоа што едноставно е монотона. Значи, да, секој пат има различни работи што се случуваат, но на крај сепак се сведува на айтемите. 99% од поените се айтемите и едноставно како нема различни патишта до целта, него еден е патот и само се тркаме да видиме кој попрво, кој подобро ќе изблефира за да ги направи појаките айтеми. Но го решивме тој проблем со тоа што ја нарачавме и експанзијата. Ова е Breakout експанзијата, каде што содржи уште едно мало мапиче. Односно, ова е веќе патот при кој што бегате од затворот.
се додаваат плюс уште некои токенчиња, односно како што ќе одите тука, земате различни поени, различни награди. Тоа може би малце ја модифицира играта, каде што доколку стигнете овде далеку, имате шанси со послаби ајтеми да триумфирате во играта, но сепак би ја препорачал за луѓе кои што сакаат едноставно малце така полабава игра, ама со многу интеракција. Брзо може да ја научите и на некој почетник, реално. Нема нешто многу големи стратегии, мозгања на кои потези треба да ги направите. Едноставно, доколку сакате да изиграте игра од саат време во која што многу ќе се забавувате со тоа што ќе им наштетувате на другите. Се надевам дека ќе имате шанса да ја пробате, ја би ви советувал да ја пробате. Цената е негде околу 30 до 35 евра онлайн, како што мислам, така нешто беше, 30 до 35 евра, не е многу скапа. Тоа е тоа, се гледаме наредно видео.